Министерството за внатрешни работи, постапувајќи согласно своите законски надлежности, превзеде мерки и активности со кои му обезбеди на граѓаните слободно да ја изразат својата волја и да го остварат правото на глас. Согласно податоците и информациите добиени во текот на целиот изборен ден, оперативниот штаб на Министерството оцени дека изборниот ден помина мирно. Токму затоа во моје име и во име на оперативниот штаб на Министерството упатувам благодарност и им честитам на припадниците на македонската полиција за покажаната професионалност и за успешното и ефикасно извршување на зададените работни задачи. Полицијата постапуваше исклучиво согласно надлежностите и единствено во интерес на обезбедување на фер и демократска атмосфера. Не се забележани сериозни нарушувања на јавниот ред и мир и сигурноста на граѓаните, а заради основани сомневања за сторени кривични дела против изборите, до сега се приведени 7 лица. Приведено е уште едно лице за физички напад, но се уште се работи на овој случај за да се утврди дали има врска со изборниот процес. Во полициската станица Бит Пазар приведени се 2 лица поради сомнение за сторено кривично дело подкуп при избори и гласање, а во врска со пријава дека на улица Максуд Садик во Скопје се врши подкуп на гласачи. Во моментот се работи на целосно рачистување на овој случај. Исто така приведени се и 5 лица кои што ги фотографирале избирачките ливчиња по гласањето. Од нив 3 се во Скопје, а по едно во Пробишти и село Дулица на гласачкото место во Основно училиште 26 јули во Скопје, на гласачко место во местна заедница Црниче во Скопје, на гласачко место во Основно училиште Васил Главинов во Скопје, на гласачко место во Пробишти и на гласачкото место во село Дулица, општина Македонска Каменица. Против овие лица ќе бидат поднесени соодветни прекршочни пријави. Како што претходно информираве, пријавен и физички напад врз едно лице во населбата Шуторизари. За овој случај приведено едно лице и се работи на целосно расчистување на случајот. Почитувани, дозволете ми уште еднаш да се заблагодарам на сите вработени во МВР за целиот вложен труд во текот на изборниот процес, но најмногу да им се заблагодарам на граѓаните и на учесниците во изборниот процес, кои мирно и демократски го искористија своето право на глас. После долго време Република Македонија е горда што имаше фер, демократски и мирни избори. Ви благодарам. Повелете. Може? Министре, дали внатрешна контрола има стигнато пријави за незаконско постапување на некои полициски службеници? Партијата БЕСА, барем според тоа што го принесува албанските медиуми, информира за наводен напад на шеф на, тоест, се извинувам, не напад, туку наводен претрес на возилото на шеф на нивниот изборен штаб од страна на припадници, БЕСА така тврди, дека биле припадници на посебната мобилна единица на полицијата, а лидерот на Алијанса на албанците информираше дека пријавил подкуп во Струшкиот регион, каде денеска имаше гласање. Дали тоа до Министерството за внатрешни работи е стигнато? Во однос на целиот ден на изборите, значи имаше многу пријави кои што се однесуваа на агитирање на гласачко место и така натаму, за кои што проверуваа припадниците на македонската полиција и за кои што е утврдено за дел од нив дека се основани, меѓутоа најголемиот дел беа неосновани или дојави кои што едноставно се лажни. Во однос на внатрешна контрола, за разлика од првиот изборен круг, имаме помалку пријави дека полициските службеници учествувале во било какви дејствија кои што се незаконски или во дејствија кои што значат нарушување на изборниот процес. Внатрешна контрола постапува во еден од овие случаи, меѓутоа таа бројка е занемарлива во споредба зборам со претходниот изборен круг. Значи тогаш имавме 6 лица, сега имаме пријавени 2 и од кои што најверојатно нема основи за постапување, меѓутоа оставам до крајот внатрешна контрола тоа да го утврди. Секаде каде што е пријавено било какво нарушување на изборниот процес, било каква поплака и така натаму, ние постапуваме во однос на тоа дека е пријавено дека некој, не знам дали е шеф на штаб и така натаму, немаме ние таква пријава до сега од страна на БЕСА, меѓутоа македонската полиција има овластување и ги користи тие овластувања за спречување на било какво дејствие кое што би го нарушило изборниот процес. Така да
запирање на возило, легитимирање и така натаму, тоа е нешто што е составен дел на работата на македонската полиција, меѓутоа како и да е, сите овие случаи ќе ги испитаме, ќе ги разгледаме и ќе се постапува врз основа на прописите. Повелете. Дека во Шутка во училиштето 26 јули влегла поголема група луѓе во дворот на училиштето и одбивала полициска наредба да излезе. Дали се работи за некои партиски активисти? Што можете да кажете за овој случај? Значи, немаме случај кој што го нарушил изборниот процес. Тоа беше некаде околу 17:30 часот. Имаше најава дека една поголема група на партиски активисти се во дворот на училиштето, односно од спротивната страна на улицата веќе на училиштето 26 јули, меѓутоа немаше никакви инциденти, ниту пак било какво прекршување на изборниот процес. Така да македонската полиција беше будна и во тој дел да ги превенираме сите вакви настани каде што имаше можност нели да ескалираат во одреден случај. Како? Имаше партиски активисти на Сојузот на ромите беа тие. И тоа немаше никакво действие од никого.